Никнувањето на млечните запчиња кај бебињата е различно кај секое од нив. Кај некои бебиња никнуваат веќе по четвртиот месец, кај некои по првата годинка, но родителите не треба да се плашат. Велат колку подоцна никнуваат млечните запчиња, толку и понатаму истите ќе бидат поздрави. Значи во следниве минути, во следниот прилог ве информираме околу растот и развојот на млечните запчиња, но и на трајните, токму кај децата. Возраста на бебето кога ќе се појават првите заби е индивидуална работа и може многу да варира. Во просек првите запчиња се појавуваат на 6 до 7 месеци, но кај некои бебиња може да се појавите на 3 месеци или пак на 1 година. Првите катници најчесто се појавуваат на возраст од 10 до 14 месеци. Процесот на растење на запчињата кај децата е индивидуален, значи јас ќе земам за средна вредност некоја. Првото млечно запче расте во период од 6 до 7 месец, значи сепак ќе кажам тоа индивидуално, најголема улога има наследниот фактор. Најпрво растат долните млечни запчиња, имаат правоаголна форма и тие се наречени секачи. По нив веднаш растат горните единици или горните секачи и потоа растат горните двојки, значи тоа е растот на млечните заби. Потоа настанува, значи до крајот на годината, веќе детенцето треба да биде отприлика со 6 млечни заби. Меѓутоа тоа да не значи дека така е кај сите бебиња и родителите да не се секираат доколку млечното запче изникне порано или покасно. Значи сепак наследниот фактор диктира кога ќе почне со раст млечните запчиња. Потоа растат долните двојки, значи долните секачи. И потоа почиња да растат првите молари, тоест четворките. Значи настанува одредено растојание помеѓу двојките и четворките, тоа е место за тројките. Што кога ќе израснат првите моларчиња, растат тројките, тоа се тие шпицасти кучешки запчиња што ги нарекуваме. И до крајот на третата година веќе треба да бидат израснати вторите молари, тоест петките. Симптомите варираат од едно до друго бебе. Често пати родителите и лекарите не се согласуваат со тоа кои се симптомите на растење на забите, а кои се поврзани со некои други здравствени проблеми. Како растат запчињата, така и децата покажуваат реакција на раст, значи многу дечињата се нервозни. Меѓутоа би сакала да напоменам дека растот на млечните заби е физиолошка работа, значи е нормална работа и не би требало да биде пропратена ни со температура, ни со диареја, ни со други да речем фактори што ги предизвикуваат бактерии и вируси, значи не се причина за тоа забите. И доколку родителите приметат дека детето има температура, значи да не го сведуваат на тоа дека причина за температурата е растот на забите. Тоа би сакала да го потенцирам, затоа што се уште родителите мислат дека растот на забите е пропратен со некои од тие фактори, меѓутоа не, со некои од тие симптоми, меѓутоа не. Значи препорачувам доколку се јави било кој од тие симптоми да се јави родителот на педијатар и да се консултира што е причина за тоа. Во период на растот на млечните заби децата се претежно нервозни и ставаат се во уста. Значи тие се симптоми они што ги имаат и е препорачливо да гризат тврди пластики. Значи сега постои све во продавница, може да се најдат специјални гуми за чвакање, ставаат прсти во уста, значи треба да се води подобра хигиена на рачињата на децата. Значи единствено нешто што симптом што би имале, тоа се малце понервозни, знаат да се разбудат навечер, да кенкат, тоа се симптоми на раст на млечните запчиња. Луѓето имаат два вида на заби. Прво ги добиваме млечните заби. Првите заби обично почнуваат да се појавуваат околу 6-тиот месец на староста, кај некои малку порано, а кај некои подоцна. Сите млечни заби изгледуваат до 3-та година, а почнуваат да паѓаат околу 6-та и паѓаат до 10-та година на старост. Кога ќе почнат да растат постојаните заби, тие ги трошат корените на млечните заби, па затоа млечните заби почнуваат да се нишаат и паѓаат. До 12-та година би морало сите млечни заби да бидат заменети со постојани.